утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на магазин, каде што ова среќна и музичка среда ја пречекува мојата драга гостинка Елена Христова од Баклава, со која што зборуваме и го промовираме новиот албум Јоруклук, кој што раскажува приказни на јуруците од Македонија, кои што таа ги истражувала веќе 15 години. Ќе се навратиме на спомените и со Баклава, бидејќи 2 децении постоење одбележуваат оваа година за фузијата на музички стилови и пеење на повеќе јазици во продолжение, а накратко сега предлагам да погледнеме и дел од видеозаписот кој што е најава за новиот албум Јоруклук. Уживајте. Така, бајрак, флег или знаме, она што е најново и што го најавува албумот на Елена Христова. Добро утро и добре дојде, драго ми е што си моја гостинка. Чест ми е, задоволство секогаш да зборувам со тебе, особено и сега за нешто ново и убаво. Добро ве најдов, благодарност до сите телевизија, поздрав до сите гледачи и секако поздрав до тебе, затоа што секогаш ми е драго да бидам дел од оваа емисија, секогаш со задоволство ја прифаќам поканата, а и посебно сум задоволна дека вчера ни дојде на промоција. Ти благодарам многу што ме покани на промоцијата, навистина имаше многу народ, многу луѓе и убави позитивни коментари, ми се допадна што дел од приказната ја сподели токму таму за сето она што си го правела изминативе 15 години. Па така некако јас бев превозбудена, не очекував толков број на луѓе, мислам дојда преубави луѓе, што соработници, новинари, пријатели, така, луѓе кои што и одамна не сум ги видела и се собравме за еден убав настан. Вреди барем и за тоа да се прават проекти, различни албуми и така натаму. И ми беше прво соочување всушност со публика. До сега тоа беше нешто што беше моје чедо, се уште непородено и одеднаш доби онака многу слушатели и убави реакции. Морам да признам, онака луѓето беа изненадени и од музиката и од приказната во врска со таа како настануваше таа музика и така. Така, значи уште сме под импресии и со возбуда си денеска во студиото, тоа се забележува и драго ми е што е така, што има позитивни коментари од сите што беа таму. А кога сме веќе кај приказната, зошто токму те заинтригира јуруците од Македонија? Како се реши пред 15 години кога веќе имаше доста ангажмани, 3 албуми зад себе, настапи, патувања на секаде и таа идеја се појави? Да, се сеќавам што каже вчера, спонтан ми беше говорот, дека всушност тоа беше периодот кога јас веќе длабоко работев со групата, турската група Бабазула, имавме концерти по целиот свет и секако моите проекти како Баклава, мојот матичен бенд. Третиот албум го промовиравме тога со Горан Трајковски, ја промовиравме Биоскопија, тој албум. Да стапував со Кирил Джајковски, нонстоп бев по турнеи и имав еден војнички начин на живот, може да се каже. Меѓутоа чувствував потреба, иако сите мои проекти горе-долу се базирани на истражувачка работа и ме фасцинираат заедниците кои што остануваат заштитени при миграциите од различни поднебја, доаѓаат на различни поднебја, меѓутоа својот идентитет, својата култура ја зачуваат во целост. И тоа ми било секогаш фасцинација. Така, во случајов сакав да отидам подлабоко во тоа истражување и да ископам многу подлабоко од колку што претходно сум, или барем така. Ми беше едноставно предизвик, и некако верувам во синхроницитети. Тоа се надоврза со една средба со јуруците, практично, и тогаш решив да ги истражувам нив. Прво ги истражував повеќе научен пристап, за потоа да отидам повеќе и интуитивно и како се вика, авантуристички во целиот процес. Така се имав да речеме, од сите аспекти ме интересираше нивната поезија, ме интересира нивните облеки, се што тие, нивната филозофија на живот. Така ги најдов доста екзотични и читајќи некои текстови, но повеќе и одејќи под нивните куки каде што
наидував на луѓе со многу голема мудрост, многу голема топлина и многу голема екзотика. Сите тие три збора можам да ги повторам уште 20 пати за нив. Гостопримливи и многу добри, многу убави. Има ли нешто најинтересно и што би можела да споделиш од сето тоа што си го слушнала, што ти го раскажале како животна приказна? Многу интересни работи. Не знам што би споредила, мислам ќе ми треба време ако навлегувам во детали. Така што само ви кажала дека тоа е еден контраст, значи под Плачковица во трошни камени кукички живеат луѓе кои што се во доцно доба, значи возрастни, стари луѓе кои што живеат едноставен живот, малте не преживуваат по студови и по жештини, а се толку полни со приказни, со живот, со внатрешен живот. И некако се поистовети со нив, тоа стана дел од мене, бидејќи јоруклук всушност значи номадизам. И себе си и така се гледам како номад или талкач низ просторот, времето и духовно и телесно талкање, како да кажам. Да, можеби од тие причини си патувала толку и си живеела и во странство и тука и секогаш имаш некој спој од различни култури, различни јазици. Те привлекувало тоа низ годините? Да, многу ми е инспиративно, многу сакам различни култури, многу сакам кога ми се допаѓа некоја песна, веројатно првенство има мелодијата, меѓутоа секогаш одам многу подлабоко, ја учам барем базата на јазикот и на еден јазик и така знам зашто пеам, можам да навлезам што подлабоко, иако музиката само по себе е можеби независна понекогаш од текстовите. Иако за јоруците можам да кажам дека зборуваат еден многу убав турски јазик кој што е чист, кој што е на диалектот, на нивен диалект специфичен и тоа исто така, бидејќи зборувам турски, ми беше многу задоволство да комуницирам со нив. Имаш и живеено таму, така? Да, живеев во Турција, живеев во Турција подолго време. Сега сум се уште на релација Македонија-Турција. Во Истанбул сум заљубена како во личност. За мене тоа е најубавото место на светот и секогаш имам потреба да се враќам, затоа што секогаш е нов и возбудлив за мене. И спотот беше таму снимен, така за знаме, овој најновиот. Да, најновиот спот беше снимен таму. Нема многу да откриам за спотот, бидејќи тој допрва треба да се промовира. Сега одиме онака како што е модерно, прво со кратки тизери, што би рекла. Но да, имав една интересна соработка со еден млад режисер, уметник кој што е од Индонезија, се вика Тохир. Како се спојавте? Заедно. Па, не знам, Божја волја, Божја работа. Нешто кога ќе замисли човек, едноставно ми падна од небо, како да кажам. Се пронајдов. И да, и сакам да соработувам со млади луѓе полни со енергија, бидејќи се уште сум таква нескротлива и навистина ми треба некој што ќе ми ја следи таа енергија и што ќе лета со мене. И така и овој спот настана многу спонтано. Тој ми ја свати за мислата и така натаму се развиваше, да не откривам се премногу. Дали за останатите песни планираш спотови, да вадиш за секоја видеозапис? Секогаш ми е битен и визуелниот момент, освен аудио моментот, како што може да видите. Така, многу ова е дизајн, дизајн на моја драга пријателка уметницата Дивна. Ова е моја желба да почне изгледа вака. И тоа розево, розев винил. Минатот беше жолт, сега розев. Сега розев, ќе видиме што следува понатака. Твоја беше идејата и за винил и за CD? Да. Има винил, CD и дигитално издание. Така што, еве ги тука пред нас, винилот и CD-та. Кој сака може да си ги набави, ги имам во големи залихи. Може онлайн да се купи или да ти се обратат тебе лично? Нека ми се обратат и лично и ќе ги оставам по сите места каде што се продаве, кои што се наменети за таа дејност, каде што секој може да си набави што сака. Тоа, така што планирам следен спот секако.
веќе знам и за која песна и веќе имам идеја и за наредниот спот. И така, тоа е. Да, веќе се кројат планови. Да. Идејата за дизајнот беше твоја, иако ти спомна нели кој ти го дизајнирал, но дали твојата замисла беше првична, како тоа да? Апсолутно не, јас имав сосема една друга замисла како сакам да изгледа дизајнот. Мислам, меѓутоа барем мислам дека имав. Но сега дојдовме до тоа дека најверојатно вака сум сакала да изгледа. Да. Бидејќи никако не идеше лесно да се спојам со дизајнер кој што ќе ги оствари моите афинитети во однос на овој албум конкретно. Со Дивна искомунициравме многу едноставно, просто и раскажав во неколку реченици за што станува збор и таа веќе ноќта без никакви очекувања од моја страна ја наслика, ова е фрагмент од низината слика која што ја наслика, инспирирана од нашиот разговор. И тоа беше тоа, наредниот ден одлучив дека во таа насока ќе го терам и комплетниот дизајн на делото. Така, видовме вчера дека имаше и музичари на промоцијата кои што се дел од албумот, кои што соработува со тебе, тоа се твои долгогодишни соработници, пријатели? Да, дел од нив се познаваме, јас долги години работев во танец, дел од нив се мои колеги од танец и тогаш имавме една приубава дружба таму, се дружевме. Можеби тоа беа некои времења каде што другарството и како другари, како колеги бевме многу поврзани. Таа поврзаност ќе трае низ годиниве. Да. Тоа се Владко Терзиски, Сашо Митев и Трајче Ристов од танец. Тие, добро, Трајче не беше, но Владко и Сашо беа дојдени вчера на промоцијата. Така, Дени Крстев исто Дени Крстев, за студиото. Да, албумот го спомна. Да, го спомнав Дени Крстев, бидејќи тој исто игра важна улога во самиот звук, во продукцијата на звукот. Многу лесно и верикетно ми одеше и многу убаво се чувствува во соработката со него, бидејќи исто лесно се разбиравме. Она што јас го сакав, тој можеше многу лесно да го направи, значи како еден алхемичар. Ќе му кажам што точно сакам на свој начин и тој веќе го правеше, дури уште поубаво и поубаво, значи дека се разбиравме, зборувавме на јазик кој што е заеднички. Така, кога сме кај јазиците, имаме и македонски и турски на албумот, така? Така, да. Повторно повеќе јазици. Имаш и на шпански песна? Тоа е од претходниот албум. На кои се јазици? Баш ќе те прашам на кои се јазици имаш пеено, бидејќи на турските сме те слушале, како и на албумот, а шпански. Значи, имам албум каде што пеам на 7 јазици, се вика Меманка Смуча, тоа е јазикот на сефардските евреи, се вика ладино и во голем процент содржи шпански и подсетува, не само што подсетува, делумично и дел од шпанскиот, меѓутоа многу помелодичен и многу за мене многу по-зборлив. Инаку и на турски, босански, јидиш, хевреј, грчки, различни јазици ме интересираат и албански и така натаму. Не ги набројувам. Да, па ето од сите тие патувања, да речеме концерти и со баклава и со бабазула, каде ти било, да речеме, најинтересно, која култура, кој јазик кој што нели си имала контакт со него? Би можела ли да одвоиш? Јас мислам го сакам Медитеранот. Ги сакам мои омилени дестинации за препознавање и се Турција, Грција и Албанија. Тие јазици сакам, турскиот го зборувам, грчкиот делумично го знам, албанскиот е многу тешок. Но едноставно кога сакаш луѓето поблиску да ги запознаеш, посилно да ја воспримеш нивната култура, сакаш да го научиш јазикот. Тоа е неопходен елемент, особено за хумор, за едноставни, едноставни среби. Некој хуморот не може да биде преведен на англиски или не знам како. Добро, или некој жаргон, сленг, секојдневна комуникација. Инаку,
сите ајде сега турскиот ми е омилен бидејќи го зборувам од сите тие и грчкиот бидејќи некаде на пат сум да го. Да, а во однос пак на тие настапи, концерти, има ли можеби некој место каде што допрва би сакала да настапиш? Бидејќи кажа на доста места дека си пеела, си настапила, но некој не е остварено? Има многу. Ми се оди и во Африка не сум била, ми се оди во Јапонија, во Иран, во Јужна Америка, во некои делови. Има така места каде што би сакала каде што не сум настапувала, а сакам да настапам и сакам да ги посетам тие држави. Така, настапи и на Скопско лето, таму одбележавте 2 децении постоење со Баклава? Скопско лето беше на 23 овој месец, јуни. Изминатиот, да, веќе сме јуни. Да, веќе изминатиот. Веќе сме јуни. Беше, не знам, преубав амбиент, нели, Куршумлија, некако многу ни одговара тој простор нам. Направивме една ретроспектива на се она што сме работеле низ годините. Се спомна многу работи. Јас ги поздравив и сегашните и минатите членови, па и оние кои што не се меѓу нас, како Дженгис Ибраин и Александар Николовски, тоа ете доживеавме и тоа. Инаку албумот беше, тоест концертот беше многу интимен, многу убава атмосфера имаше со публиката и мене ми е секогаш многу драго во некои такви поинтимни простори, во поинтимен и музички израз. Тоа ми беше исто така, се навретив на некои претходни музички изрази кои што многу посилно сум ги практикувала низ минатите години и тоа ме радуваше, ме исполни со задоволство исто така. И убав начин да се одбележи јубилеј, нели, 20 години сепак. 20 години, да, 20. Не е малку. 20 години, многу труд, многу љубов, многу проекти, многу албуми, многу спотови, многу патувања, гостувања. И така, во план е секако, доколку имам можност до крајот на годината да продолжиме со практиката на честување на 20 години од нашето постоење. И секако во план е да продолжиме уште 20 минимум. Да, секако очекувано е тоа од вас, а кога спомнаете и патувања и соработки, како се случи пак соработката со Дарко Рундек? Соработката со Дарко Рундек, да, сега кога имавме настап во Хрватска, во културниот центар во Хрватска пред еден месец и тоа беше мојата последна средба со Дарко, кој што не знам како да ви кажам, тој е толку прекрасен човек што секогаш после средбата со него јас сум насмеана уште цел месец и пеам сите песни на Хаустор заедно воедно со и на Рундек и со Рузмарин. Како се запознавме со Дарко, тоа беше една спонтана средба во Македонија беше тој и јас мислам дека некаде се најдовме во мала станица, се уште имаше нека свирка на Велешката чалгија, јас излегов да пеам со нив, тука се изгушкавме како да се знаеме 100 години со Дарко Рундек и така, практично нашето запознавање беше преку преградка на тој момент. Вториот веќе момент ја остваривме соработката, заедничката соработка на Рузмарин. Да, и овој видеозапис е навистина култен, мислам дека многу препознатлив. Ти си со друг стил, да речеме, и нели физичкиот изглед овде и облеката и многу интересно. Навистина и како видеозапис двој од некои други твои видеозаписи. Да. Дарко не беше спремен дека ќе ме најде килава без коса. Една работа, втора работа на мојот стајлинг воопшто не беше спремен. Рече вака, јас мислев дека некоја долгоко со цвекиња, со венче со цвекиња, со лепршава облека. Викам сега, не е баш така. Но некои спотови си така, навистина со лелејава коса, со цветови, со на неговиот коментар, меѓутоа, да, тоа беше едноставно тогаш се чувствував така. Тоа што е внатре во мене секогаш
го вадам се гледа на мене, значи и по фризура, и по шминка, и по облека, и по се. И така тогаш ја чувствував оваа димензија од мене. Сега е малце некаде подалеку. Ти си човек... Ова е Елена. Да, ова е вистинската Елена. Па има многу Елени. Има повеќе? Значи како се чувствуваш, така и твориш, така создаваш, така се облекуваш во однос на моментот, на периодот. Како знаеш ти кога да речеме да објавиш, кога е вистинско време да објавиш некое ново парче, бидејќи си работела и со години, нели, за да извадиш нов албум, за да обелодениш некој нов проект. Кога сметаш дека е вистински момент? Тука со овој момент воопшто не се заморувам. Тоа е едноставно добивам визија што и како сакам и само наоѓам начин како да го најдам тоа. Дали ќе го видам некаде или ќе го искомуницирам со некој дизајнер носејќи му облека. Така веќе имам визија за моите значи промотивните концерти за мојата облека како ќе изгледа за промотивните концерти на Euroklub. Сега уште барам дизајнер што ќе го оствари тоа. Така. А за спотовите исто ќе биде задолжен човекот од Индонезија или понатаму ќе Јас мислам дека нашата соработка ќе трае и бидејќи сме задоволни и возбудени сега. Оно што кажавте, јас не знам кога е вистинско време да се објави нештото, нели советуваат поинаков пристап каде што треба да се почека и така натаму, меѓутоа мислам дека нема да чекаме уште долго, дека наскоро ќе излезе спотот, ќе си ја види својата виделина. Кога ти веруваш и кога ти имаш нели интуиција, како што спомна тогаш и објавуваш. Видовме и од некои настапи, твои концерти дека и свириш. Кои се инструменти се во прашање? Јас имам еден куп инструменти дома и сите си ги подсвирнувам помалце. Имам различни видови на лири, имам ченг, тоа е еден прататко на лирата. Потоа имам кавал свирам, ут, џумбуш, укулеле е актуелниот инструмент кој што го свирам. Сантур. Каков е сантурот? Сантурот малце подсетува на канон. На канон, да. Тоа е еден трапез, исто е жичен инструмент, меѓутоа се свири со удиралки. Да, браво. Значи мултиталенци, кога се инструментите? Ирански инструмент, да. Ирански. Да. Така, во главном ирански, меѓутоа го има и како има братчиња и сестрички и во Грција и така натаму. Да не навлегувам сега во историјата на но таму е потеклото, значи. Така, да. Така, следни настапи кога може да те видиме, ете како публика да уживаме во твојата музика и во живо. Сега подготвувам некаква турнеја или некаква промотивна турнеја на албумот и исто така честување на 20 години Баклава. Не би знаела точен датум да кажам сега, од причина што сакам малку да одморам, да го искористам летото за пливање. Јас сум страствен пливач и ми е потребно тоа за да се ревитализирам, а ќе бидете благовремено известена за првите, најверојатно ќе бидат крај на август, почеток на септември, доколку не одолеам да закажам и периодов нешто. Па добро, супер, тогаш ќе бидеме информирани на време, ќе објавите и на социјалните мрежи сигурно, а мене ми останува ти се заблагодарам уште еднаш за гостувањето. Во продолжение ќе се потсетиме на уште некој твој видеозапис. Кеј, во продолжение. И се гледаме повторно. За убави работи ти честитам уште еднаш за новиот албум. Ви благодарам на поканата, да се дружиме повторно. Така, да се видиме повторно. Вие, драги мои, уживајте во Кеј од Елена Христова. Се гледаме и утре во 10 часот. Не го заборавите овој термин на телевизија Сител. Довидување.